во 20 часот на Канал Плюс телевизија. Добро вечер, започнуваме со најава на дел од содржините кои ќе следат. Вчера попладне гореа страништа на околу 50 хектари близу село Жиганци, општина Чешиново, Блешево. Пожар имаше и во местото викано Стара депонија во Штип, а изгоре и спрат од куќа во Берово. Судска разрешница преку извршител остави на улица 3 семејства во социјален ризик во Делчево. Општина Делчево и Центарот за социјални работи најавија еднократна парична помош. Кривична пријава заработи 38 годишен штипјанец за дело загрозување на сигурноста. 2 месеци преку месенџер им се заканувал на двајца министри и еден пратен. Започнуваме со вестите од национално значење. Наместо тајна постапка, специјалното јавно обвинителство прави медиумско-политички циркус. Поранешната пратеничка на ВМРО-ДПМН и член на Државната изборна комисија Силвана Бунева вака ги оцени предистражните постапки кои ги води СЈО, воздржувајќи се од изјава за тоа што се разговарало внатре, ниту во какво својство е повикана. Кога го гласаа законот за специјалното јавно обвинителство во собранието, во ниедна одредба не стоеше дека предистражната постапка, која треба да биде тајна, ќе биде медиумско-политички циркус. Сите вие сте сведоци на тој политичко-медиумски циркус и јас сум убедена дека оние кои што ве повикале овде ќе ви дадат изјава зошто сум повикана, за кој предмет и што се разговарало, изјави Бунева откако излезе од СЈО. Предходно во специјалното јавно обвинителство беше лидерот на ДПА Миндух Тачи, кој изјави дека ова не се моменти во кои треба да се даваат изјави, но според него не треба да се мешаат правото и политиката. Вчера попладне гореа стрништа на околу 50 хектари близу село Жиганци, општина Чешиново, Блешево. Пожар имаше и во местото викано Стара депонија во Штип, а изгори спратот куќа во Берово. Интервенцијата на противпожарните единици спречија поголема катастрофа. Пламени јазици беснеја вчера попладне во штипската населба Пребег, кај местото викано Стара депонија или Мерите. Пожарот бил забележан од минувачи кои веднаш ја алармирале полицијата и противпожарната бригада, чија брза интервенција резултирала околните викендици, куќи и 2 штали да не изгорат и штетата да биде уште поголема. На лице место е испратено едно противпожарно возило, 4 пожарникари. Според обемот и пространството за кое е зафатено, веднаш се испратени дополнителни 3 возила и 12 пожарникари. Изгорена е само сува трава и материјална штета имаме, опожарени се лојзиња и една шупа. Материјалната штета останува да ја утврдат надлежните, а главна причина за настанување на пожарот е човечки фактор. И покрај секојдневните апели, територијалната противпожарна единица изминатиот период има полни раце работа. За разлика од лани, бројот на пожари на отворено е двојно зголемен. За овој месец имаме некаде околу 66-67 пожари на отворен. Тоа е една висока бројка. Претежно се пожарите према општина Карбенци. Исто така вчера попладне и во село Жиганци настанал пожар во кој била зафатена површина до околу 50 хектари стрниште, еден лозов насад и 3 дрвени столбови на евана. За среќа пожарот е локализиран од страна на територијалната противпожарна единица Кочани. Увид на местото на настанот извршила екипа од полициската станица, а висината на материјалната штета дополнително ќе биде утврдена. Судска разрешница преку извршител остави на улица 3 семејства од Делчево. Избркани се семејства во социјален ризик кои со години живееја во зградата која беше сопственост на општина Делчево, но во 2012 година ја загуби по судскиот спор со тогашниот ВД директор на јавното предпријатие, која тужеше општината заради негово предвремено разрешување од функцијата директор. Семејствата се немоќни, молат за помош, но засега од општината и од Центарот за социјални работи ќе им помагаат со еднократна парична помош. Бирократски разрешници оставаат 3 семејства од социјален ризик од Делчево на улица
Имено зградата во која трите семејства со години живеат, пред 4 години беше одземена од општина Делчево преку извршители, откако тогашниот ВД директор на јавното предпријатие ја тужеше општината за предвремено негово разрешување од функцијата директор. Сега не ви каже дека да не се плашиме, да не излазиме, дека не може така да биде. Аз не са дојдеа и ни сврла багаж. И остануваме на улица. Ние заедно со Министерството за туризм и социјала, со директорот на подрачната во Делчево, разговараме што да направиме во моментот, како да ги решиме луѓето. Се надеваме дека до крајот на денот ќе изнајдеме некое решение. Менаџерски договор помеѓу тогашниот градоначелник и директорот на јавното предпријатие од 2012 година, со кое што се возможува за негово предвремено напуштање на функцијата да добие 48 плати. И сето тоа во подоцнешните случувања преку извршител доведе до ова денешно насилно иселување на оваа група ранлива категорија граѓани. Новиот собственик сега преку извршител си ја зема зградата, па трите семејства од кои две со болни деца остануваат на улица. Марина Папалинска и нејзината мајка од вечерва остануваат без покрив над глава. Тука живеех 15 години. Има дали каде сега? Сега нема каде да одиме на улица. Што ви велат? Собствениците. Ни велат излазете, а ни каде да одиме, не знаеме. Од каде да побарам помош, од кого? Ме истерува, нема дека да дошо, ќе ги замола и Министерство, и градоначалничето, и од социјалното, сака да ми помогнат. Ако може нека да ме сместат, нема дека да се отавам балиотенција. Почитувани и Министерство, и нашиот премиер Ше Груевски, и сите почитувани сакам да помогнат да ме сместат покрив да дадат на детето, дека сум жива, тоа е да го видат под покривче. Бидејќи ја нема дека да остана душа. Не мога ни да му направа, ниту да изграда, ниту пара не достига, ниту можено да направи. Само храна мајка душа, не мога сама ништо да постигам. И другите две семејства имаат рок од 8 дена за да ја напуштат зградата. Ако може државата да поведе ред, да не смести за 2 денове. Ако не на улица остануваме. Утре ќе да спредат багаж, утре бе вонка да е. Нема дека да го сместим. Питали сме се, нема никој не дава да види повеќе членове, нема куќа, нема дека да се сместиме. Од Центарот за меѓуопштински работи велат дека заедно со општината прават напори сега да изнајдат привремено решение за згрижување на овие семејства. Со записниците и сета друга потребна документација беше испратена до Министерството за труд и социјална политика и до стамбени деловен простор со цел да се реши нивното прашање, бидејќи во општина Делчево беше најавено дека постојат 2 социјални стана кои што се испразнети. Исто така Министерството за труд и социјална политика во месец јули на семејството кое што моментално денес го иселуваат, достави еднократна парична помош од висина над 10.000 денари, се со цел да можат во извесен период да го покријат трошокот за кирија на одредено друго место, а ние во соработка со општина Делчево решивме да помогнеме во тој процес, зависно се до моментот на нивното решавање. Еднократната парична помош од општината и од Центарот за меѓуопштински работи од Делчево ќе го решат проблемот за неколку месеци, но дали лелекот и молбата за помош на семејствата ќе допрат до ушите и свеста на повисоко институционално ниво, за да се изнајде трајно решение овие 3 семејства од социјален ризик да не останат на улица. 10 случаи за прекрашување на правото на здравствена заштита во секундарното и терцијалното здравство кај ромското население, како и 70 поднесени претставки за остварување на правото на еднократна или друга помош се пријавени досега во Виница. Активноста е дел од проектот на невладината КХАМ за помош на социјално загрозени семејства во оваа општина. Здравствени аниматори помагаат на социјално загрозени семејства во Виница за остварување на нивните здравствени права во рамки на програмата за здравство и здравствени права интеграција на ромите, подржана од Фондацијата Отворено општество Македонија. 4 здравствени аниматори и 2 улеснувачи, обучени од невладината организација КХАМ со седиште во Делчево, се на терен и им помагаат на социјално загрозени семејства во општина Виница за остварување на нивните здравствени права во рамки на програмата за здравство и здравствени права.
Проектот е веќе започнат. Здравствените аниматори завршија дел од обуките, а паралелно ги посетуваат домовите каде разговараат со семејствата на кои им е потребна одредена здравствена помош или се судриле со некои неправилности при добивањето на здравствена услуга. Истакна Зоран Биковски од невладината организација КХАМ и на координатор на програмата. Од досегашната работа во Виница, додава тој, пријавени се 10 случаи за прекрашување на правото на здравствена заштита во секундарното и терцијалното здравство кај ромското население, како и напишани и поднесени се 70 представки за остварување на правото на еднократна или друга помош. Со скрининг програмата за рано откривање на рак на дојка, 22% од ромското население жени учествувале во ПАП тестовите, или кај 250 жени е извршена контрола со ПАП тестови, истакнува Биковски. Ангажманот на здравствените аниматори и улеснувачите меѓу ромското население во Виница е до јуни 2018 година, кога и завршува со работа проектот. Пред членовите на Комисијата за урбанизам на Општина Штип денес беа полугодишните извештаи за работењето на јавното предпријатие Стипион и тоа во делот на финансиското работење за одржување на локалните улици во нормални во зимски услови, како и за стопанисувањето со јавниот паркинг простор. Директорот на Стипион за Канал Плюс вели дека во најголем дел се реализирани проектите за првата половина од годината, а квалитетно и навремено ќе работат на одржување на инфраструктурните објекти по нивна надлежност и понатаму. Конкретно се работи во делот на одржувањето на улиците и патиштата. Во овој дел имаме реализација од околу 8 милиона и 300.000 денари, кој што е во предвидените рамки. Во делот на зимската програма, тоа е програма која што се реализира во последната третина од претходната година и почетокот на оваа година, кој што трае до 15 март. Тука имаме некаде за трошоци за работна рака и за механизација некаде околу 1.400.000 денари. Во делот на паркинг услугите имаме нека остварување на приход од околу 2.400.000 денари, кои што се движиме во рамките на минатогодишните ови добивки, така да мислам дека и ова година и односно ова полугодие ќе го завршиме онакако што сме планирали. Во изминатите над 60 години откако постои штипската населба Балканска, целосно го измени изгледот благодарение на новата инфраструктура во улици, тротоари, канализација и електрификација, но проблем за дел од жителите представуваат прегорените улични светилки. Штипската населба Балканска секојдневно го менува ликот. Изградена е канализација, нови улици, поставени улични светилки, а пред решавање и проблемот со водата за пиење, со приклучување на домакинствата на филтерстаницата. Но во населбата има и навидум ситни, но суштествени проблеми од кои зависи секојдневието на граѓаните. Во случајот, тоа е уличното осветлување во дел од населбата. Нешто свете, нешто не свете. Натака нема, навака нема. Тука на дворе нема, нагоре исто така. Па не свете, има сијалци, ама не свете. Проблемот не е од вчера, поради што тамошните жители бараат од надлежната служба за улично осветлување да преземе мерки за замена на прегорените со нови светилки. Па да бараме да се света, да има светлување улично. Работници, деца, жени си ми движат тука. Темно е, не си гледа ништо. Во општина Штип ни рекоа дека екипи за одржување на уличното осветлување веднаш ќе преземат активности за ставање во функција на уличните светилки во тој дел на населбата. Комисијата за култура на Општина Штип ја усвои предлог одлуката за ребаланс на средствата од Општинската каса, наменети за финансирање на годишната програма за култура. Наместо вкупно планираните 6.305.000 денари, за оваа година за култура одат 7.305.000 денари. 1 милион повеќе е наменет за овогодинешното издание на Макфест, кој наместо 3 милиони од Општината ќе добие 4 милиони денари. Измената на програмата за култура за ова година се променува за еден технички детал во поглед на исплатата на средствата. Имено при поднесување на програма за реализација на фестивалот Маквест, ние поднесуваме одредени ставки до Министерството за култура, кои што подоцна тие по нивно разгледување ги одобриваат или одбиваат. Во случајов станува збор за персонален данок на доход, кој што е одбиен од страна на Министерството за култура.
со образложение дека ние како крајни корисници треба да го платиме. И заради таа цел, значи се прави ребаланс во поглед на буџетот на оваа ставка на годишната програма на Министерството за култура, која што ќе биде подмирена од страна на општина Штип. Штипската библиотека изготвува монографија по повод 70 години од постоењето на библиотеката и 2 библиографии за штипските доктори на науки Методи Чепреганов и Душко Цацков. Повеќе за ова од прилогот што следи. Националната установа Универзитетска библиотека Гоце Делчев од Штип по повод 70 години од формирањето ќе издаде монографија од постоењето на библиотеката, како и 2 персонални библиографии на двајца штипјани, професор доктор Душко Цацков и за доктор Методи Чепреганов. Во таа чест 70-те години ќе ги прославиме со една монографија што ќе се издаде сега во најкраток рок, и тоа е монографијата за Националната библиотека. Значи во тек е изработката нејзина, уште е официјално за овие неколку дена и ќе биде издадена во печат. Потоа се формирани исто така не само да се застане на монографијата, исто така е формирано и библиографскиот центар кој работеше, меѓутоа во склопот на другите оделенија се работеше и таа библиографската граѓа се обработуваше. Сега се формирани и тимови за изготвување на 2 библиографии. Тоа материјалот се црпе од роднокрајното оделение. Тоа се библиографиите за професор доктор Душко Цацков и за доктор и по професија доктор Методи Чепреганов. Имено од денес Националната установа Универзитетска библиотека Гоце Делчев започна со попис на возрастното оделение, а ќе трае до 5 септември. Сите кои што се запишени во библиотеката да ги вратат позајмените книги што ги имат позајмено, бидејќи во тек е пописот на книжниот фонд. Така да библиотеката од 20 август до 5 септември ќе биде затворена. Не се мисле на она класично затварање со клуч на вратата, него ова оделение, како што и оделението за деца што работеше, само ги прибираат книгите и затоа апелот е да ги вратат книгите, да ги попишеме, а со тоа пак ќе бидат услужени. Оделението во овој период, односно до 5 септември, ќе работи без можност за издавање книги, односно само враќање на веќе позајмените книги. Група граѓани кои имаат имот до уштечението на река Брегалница кај Бања Кежувица до местото викано 4 километар, бараат од општината да им се изгради подпорен зид со цел заштита од природни непогоди. Од општината вела дека редовно се работи на ова место, но изградба на зид не е во нивна надлежност согласно деталниот урбанистички план. Барање за заштита од поплави на личен имот беше поднесено од страна на група граѓани до Советот на општина Штип со цел да се превземат мерки за издигнување на подпорен зид до уштечението на река Брегалница кај Бања Кежувица, се до местото викано 4 километар. Од општината е разгледана нивната иницијатива, а констатацијата на комисијата е дека тие редовно го одржуваат ова место согласно деталниот урбанистички план. Општина Штип презема секоја година активности на оваа делница, тоест ние вклучена во акциониот план за чистење на речните корита. Минатата година бевме сведоци на чистење на овој потек, се исчистија околу 1000 метри, при што беа извадени сите средореци во речното корито, исечени оние дрва кои се наоѓаат во средореците и паднатите дрва кои што сметаат на нормалното течење на река Брегалница. Овде проблемот со земјоделското земјиште кое што се наоѓа ниско низводно по реката и при надоаѓање на оние есенски и пролетни дождови доаѓа до поплавување на овие имоти. Значи, како началник на кризниот штаб можам да и препорачам на луѓето дека се што е во надлежност на општина Штип се презема, но сепак со природата не може да се игра и оние кои се наоѓаат покрај течението на реката Брегалница. Како што изјави Георгиевски, покрај работната сила за спречување на евентуални поплави, тие на граѓаните им препорачуваат да си ги осигуруваат нивните имоти. За да се заштитат оваа појава, значи единствениот начин е осигурување на имотите, кој што се нуди и финансиска поддршка од земјоделието и од Агенција за земјоделие и рурален развој. Со осигурување на имотите, значи оваа штета, ако се процени дека има штета, ќе биде обештетена. Исто така кога има поголеми поплави, се донесува елаборати и се прогласува од Советот на општина Штип за
елементарна непогода, при што и се исплатени сите оштети на граѓаните кои што се оштетени од овие временски непогоди. Дел од граѓаните само иницијативно веќе го уредуваат земјиштето покрај реката со насипи, земја и камења и ова нека биде пример и за другите лица кои сакаат поголема заштита на земјоделските површини или викенд куќите, вели Георгиевски. СВР Штип поднесе кривична пријава против 38 годишен штипјанец со иницијали ЈП поради сомнение за сторено кривично дело загрозување на сигурноста. Пријавениот во текот на јуни и јули од неговиот мобилен телефон од својот Facebook профил во повеќе наврати ја загрозил сигурноста на двајца министри во владата на Република Македонија и еден пратеник во Собранието на Република Македонија. Пријавениот испратил пораки со заканувачка содржина дека ќе нападне врз нивните животи и тела на Facebook Месенџер профилите собственост на оштетените. Главниот град на Јапонија и неговата околина денеска се зафатени со силен тајфун, поради што се откажани повеќе од 400 летови, а во прекини дел од железничкиот сообраќај. Тајфунот Миндол го погоди јужниот дел од Токио с удари на ветрот, кои достигнуваат брзина од 180 км/ч. Се очекува тајфунот во текот на денот да се придвижи кон север и утре да стигне до најсеверниот јапонски остров Хокаидо. Од ударот на тајфунот оштетени се повеќе згради. Властите предупредуваат на можност од поплави и одрони на земјиште. Драматично видео го одбележа моментот во кој дете на околу 13 години што атентатор самоубиец на Исламска држава го сооблекоа и појасот со експлозиви му е одземен секунди пред да експлодира. Момчето кое било облечено со дрес на фудбалскиот гигант Барселона избубна во солзи откако е задржано од полицијата во ирачкиот град Киркук, северно од Багдад. Апсењето се случува помалку 24 часа откако друго дете самоубиец се разнесе за време на свадба во турскиот град Газиентеп, убивајќи најмалку 51 лице и рани околу 100. Председателот на Турција Реџеп Ердоган соопшти вчера дека убиецот од Газиентеп било дете од 14 години. 6 лица загинаа во текот на изминатиот викенд во морските води околу Британија од високите бранови од силната плима, соопшти британската крајбрежна стража. Тројца мажи, 2 жени и едно младо момче настрадаа во морето на неколку локации во крајбрежниот појас на Јужна Англија, во рејонот на Абредин на источниот брег од Шкотска и кај островот Џерси во каналот Ла-Манш. Првата несреќа се случила во петокот доцна попладнето, кога високите бранови одвлекле цело едно семејство од плажа во рејонот на Корнвол, популарната дестинација за одмор на англичаните. Татко, мајка и 2 годишно дете, кои стоеле покрај брегот и ги гледале големите бранови, биле грабнати од морето и однесени во далечината. Спасувачи на крајбрежната стража успеале да ги извадат од морската вода, но таткото подоцна починал од повредите во болница. Крајбрежната стража ги предупредува луѓето кои се на одмор и посетителите во крајбрежието да не влегуваат во водата, доколку брановите се големи и силни, како и да стојат на прописна оддалеченост од брегот. Изминатите неколку денови рејонот околу британските острови беше зафатен со бранови, ветер и силна плима, кои представуваат сериозна закана за животот на капачите, на сурферите во вода и на оние кои сакаат да се забавуваат со мали лесни чамци и пловечки објекти. Изминатите 3 дена Пробишти беше домаќин на Балканското првенство во одбојка на песок во машка и во женска конкуренција до 22 години, каде што учествуваа 11 репрезентации од Балканот. Нова првенство се одиграа 48 надпревари, каде што во машка конкуренција репрезентацијата на Србија го освои првото место, второ место освои селекцијата на Бугарија, а третото место во машка конкуренција го освоија одбојкарите на Романија. И во женска конкуренција нема промени во освојувањето на првите 3 места. Одбојкарките од Србија исто така го освоија првото место, второ Бугарија и трето место Романија. Пробишти третиот град од Македонија, домаќин на Балканското првенство во одбојка на песок по Штип и Виница.
Вчера се одигра третото коло во првата македонска фудбалска лига, каде што екипата на Брегалница загуби од Силекс со резултат од 2:0, а како главен виновник за поразот го посочија главниот судија Мечкаровски, кој на противникот му досуди пенал без направен прекршок. На оваа одлука на главниот судија се изненадија и фудбалерите на Силекс. За Канал Плюс телевизија од раководството на фудбалскиот клуб Брегалница ја потврдија оваа информација која искажаа револт од ваквиот исход, потенцирајќи дека наредниот период добро ќе анализира дали вреди натаму да се надпреваруваат во вакви услови. После овој надпревар Брегалница е на 8-та позиција во првата фудбалска лига, а во следното коло гостува кај актуелниот шампион Вардар. Резултати од вчерашното коло: Македонија Ѓорче Петров Пелистар 2:2, победа Вардар 0:1 и Работнички Ренова 1:0. Продолжуваат надпреварите на традиционалниот турнир во мал фудбал во Пробиштип по повод денот на рударите 28 август и денот на општината. Поради нестабилните временски услови, вчерашните надпревари се одиграа во салата Софија Петрова и тоа меѓу екипите на Унипап Кочани, Винер Пробиштип со резултат од 4:2, Младост Кундино и Бале Инженеринг Пробиштип со резултат од 1:6. Моментално на табелата во групата А првите две места и припаѓаат на екипите Панови Пробиштип и Унипап Кочани, додека во групата Б Амика Пробиштип и Арол Крива Паланка. Веќе од среда започнуваат четвртфиналните надпревари. Продолжуваат пријателските фудбалски надпревари помеѓу третолигашите пред стартот на новата сезона, која што започнува за нешто повеќе од 2 недели. Пријателски надпревар се играше деновиве во Свети Николе, каде екипата на Овчеполе со 3:2 ја собара Делчевска Брегалница. Стрелци на погодоците за фудбалскиот клуб Брегалница Делчево беа Јовица Трајчев и Даниел Боневски. Кога смека екипата од Свети Николе, предходно домакините одиграа и пријателски надпревар со третолигашот Осогово од Кочани, надпревар кој го добија гостите со 2:1. Инаку правенството во третолигашката фудбалска конкуренција за источниот регион е предвидено да започне на 8 септември, лига во која е предвидено да се надпреваруваат 16 клубови од источниот регион. Клубовите кои ќе сакаат да се надпреваруваат во третолигашката фудбалска конкуренција ќе мора да уплатат по 90.000 денари на име котизација. Излекувањето на двојките за новата сезона е закажано за 2 дена, до кога екипите ќе мора да ја платат котизацијата. Ово беа сите содржини за централното издание на Дневникот на Канал Плюс телевизија. Не заборавајте, Дневник 3 е во 23 часа. До тогаш пријатно.